Денеска е четврток, 27 април. Пред точно 6 години, на истиот овој ден, се случи така наречениот крвав четврток. Демонстранти влегаа во Македонското собрание и нападнаа пратеници. Но нападнати беа и бројни новинарски екипи кои беа таму да ги извршуваат своите работни задачи, да известуваат и да ја пренесат на јавноста што се случува во законодавниот дом. Од одземање на опрема, до фрлање на микрофони, до навреди со секакви најгрозни имиња. Меѓутоа и два пати добив удари директно во лице, удар во рамо, односно во рака. Во периодот после крвавиот четврток следеа судски процеси во кои нападнатите пратеници ги добија споровите против нивните напаѓачи. Но истиот аршин не важеше и за нападнатите новинари. Државата нема никаква акција, никаква пријава, никаква постапка за човекот кој што мене ме нападна, кој што беше покажан од мене и препознаен на фотографија, добро маскиран беше, меѓутоа државата се уште не успеа да го идентификува. Тоа е во најмала рака скандалозно, зошто судовите и другите официјални лица во правосудството имаат еден аршин кон политичарите, а друг аршин кон новинарите, кои што се гласот на јавноста и гласот на граѓаните. До ден денес медиумските работници ја чекаат правдата. Речиси сите нивни тужби за прекршување на правото за известување беа одбиени од судовите под различни образложенија. Судиката, во мојот случај, кажа дека јас не сум била спречена да си ја работам работата на 27 април, бидејќи во емисиите потоа сум можела да го кажам својот став. Државниот правобранител што бранеше државата на суд, главните аргументи беше дека јас сум била виновна самата за состојбата во која што сум се нашла, односно самата сум си го загрозила сопствениот живот, бидејќи на 27 април во собрание, на нормална седница, не сум носела шлем и панцир. Последната надеж на новинарите е Уставниот суд. Од таму засега има само изјаснување дека на новинарот Владко Стојановски од Фокус му било повредено правото да известува, односно слободата на изразување. Следен чекор во барањето на правдата ќе биде Европскиот суд за човекови права во Страсбур. Овој тип на предмети мора да добијат своја разрешница. Зошто велиме мора да добијат своја разрешница? За да не се повторат такви настани, за да се обесхрабрат напаѓачите, за да не ни се случува во иднина оваа селективна правда која што постои во општеството, да остават длабоки лузни во сите пори, а особено во медиумите и во новинарството. Во меѓувреме новинарите дури и плаќаат судски трошоци кон државата. Единствената добра работа под наводници е тоа што државата беше толку фина, иронична сум, и ни овозможи на 6 рати да ги платиме трошоците. Од самостојниот синдикат на новинарите и медиумските работници укажуваат дека одолговлекувањето на правдата е порака дека слободата на изразувањето и натаму е под закана. Не е проблем здруженијата и организациите да ги надоместат средствата, но станува впечатокот дека судот наместо да инаку не може да ни го врати стресот и стравот, едноставно да не обештети, зборувам во името на моите колеги, сега треба и ние да платиме на државата затоа што сме обиделе да ја докажеме овој вид на правда. Неодамна беа донесени измени во кривичниот законник, со кој нападот врз новинар ќе се смета за напад врз службено лице. Но кај новинарите и натаму постои страв за нивната безбедност. Тоа исто како војник кога оди во војна не размислува дали ќе биде безбеден. Така и ние новинарите гледаме да си ја завршиме работата. Меѓутоа апсолутно тврдам дека никој во оваа држава не стои зад нас да се чувствуваме безбедно. Сепак, од јавното обвинителство ги повикуваат медиумските работници да ги пријавуваат случаите на напади и закани. Обвинителката Искра Хаџивасилева, која Скопското обвинителство ја назначи да ги координира предметите поврзани со безбедноста на новинарите, не изјави дека ќе постапат по секоја пријава. За Гласот на Америка, Тоше Огњанов.